Владата најави мерки за борба против сиромаштијата кај семејствата со 3 и повеќе деца. Промовирајќи ги реновираните простории на гинеколошко-акушерската клиника во државна болница, премиерот рече дека тој цврсто стои за про-лајф политиките и за раѓање на што повеќе деца. Но токму овие семејства се најсиромашни според најновиот извештај на Државниот завод за статистика, кој се однесува на 2024 година. Според премиерот, мерките сукцесивно ќе се објавуваат во текот на 2026 година. Ние како влада ќе продолжиме и понатаму да работиме. Ги охрабруваме општините да продолжат со ној проект, да речеме парцелизација за млади брачни парови, 1 евро и ослободување на комунали. Ние како влада ќе почнеме да го имплементираме поврат на даноци за мајките за прво, второ, трето плюс родено дете и така натаму. Иако сиромаштијата во 2024 се намали во споредба со 23-та, но и во споредба со сите години од 2020, кај пензионерите се зголеми, Мицкоски вели дека податокот е добро оправдување за нивната политика за линеарно зголемување на пензиите. Очекувам веќе во лакенскиот параметар, односно стапката на сиромаштија во групата пензионери во 25-та драматично да биде подобрена, бидејќи со тие 2.500 денари линеарно зголемување во ноември 24-та, 2.500 денари линеарно зголемување во април за март 25-та, 1000 денари во ноември за октомври и очекувам драматично да биде подобар во 25-та стапката, подобрена стапката на сиромаштија во групата на пензионери споредно со 24-та и 23-та. Мицкоски вели дека на владата ја одговара поголема минимална плата, но само ако се договорат работодавачите и синдикатот. Тој вели дека потрошувачката кошница во Македонија е меѓу најевтините во споредба со минималната плата, односно куповната моќ во државава е подобра од добар дел од земјите во регионот. Според него ова го кажуваат податоците на Евростат и на нив треба да им се верува, а не на творците на синдикалната минимална кошница на Сојузот на синдикати на Македонија.